Лидерот на опозицијата бара, премиерот се фали дека ќе победи, ама биле непотребни. Неговите министри се погласни дека предвремените парламентарни избори не се лоша идеја. Иако ставот на Заев е дека сега приоритет се реформите и економијата, министрите Децковска и Манчевски потврдуваат дека во водечката партија во власта сепак се размислува за народно изјаснување на пролет, односно за спојување на претседателските со предвремени парламентарни избори. Треба да се оде на парламентарни избори заради тоа што одредени политики кои што реално ги промовиравме во изминатиот период и одредени прашања кои што ќе треба да ги решаваме, би било добро да бидеме со на некој начин почисти позиции во рамките на парламент. Се очекува СДСМ само одлуката во врска со барањето на опозицијата за предвремени избори да ја донесе многу брзо, веројатно во текот на следната недела. Заев тврди дека последните анкети покажуваат дека неговата партија без проблем ќе добие нови 4 години на власт, но се плашел од застојот кој евентуалните двојни избори ќе го предизвикаат. За разлика од него, министерот Манчевски вели дека можните двојни избори нема да имаат големо влијание на реформските процеси, додека министерот Анѓушев е убеден дека поради изборите ќе настрада економијата. Од своја страна, главниот албански сојузник Дуи не сака да слушне за предвремено народно изјаснување. За аналитичарите пак, аргументите на власта за избегнување на изборите не држат вода. Тоа што го рекол вице-премиерот дека ќе се изгуби време за економија, тоа не држи, бидејќи нели тие би се спровеле во исто време со претседателските избори. Така што нема да се изгуби ништо, напротив ќе се заштети на тоа. Опозицијата може да се одлучи и на бойкот на претседателските доколку нема редовни, односно воредни парламентарни избори. Во тој случај, да речеме, може да нема цензус и повторно да мора да се одржуваат претседателски избори, така што тогаш веројатно ќе дојде време и за одржување на парламентарните избори. Што се однесува до кредибилноста на изборниот процес, Заев уверува дека таа е обезбедена со донесениот закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, како и со силна антикорупцијска комисија. Но опозицијата се разбира очекува изборите да бидат одржани според пржинскиот модел, како единствена гаранција за нивната веродостојност.